Инвестициите и развивањето на спортот во Република Македонија беа тема на денешната дебата за кампањата во организација на Центарот за едукација и менаџмент во спортот во соработка со Агенцијата за млади и спорт заедно со неколку скопски општини. Представниците на владата посочија дека потребни се законски измени за оваа област во однос на даночното ослободување за компаниите кои сакаат да вложуваат во спортот и во тој однос нудат соодветни ваучери. Според директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски, определбите на владата се на транспарентен и инклузивен начин да се развива оваа област во Македонија. Потребно е освен државата и приватниот сектор и приватните компании да инвестираат во спортот и да се вклучат во неговото унапредување, смета Каевски. Агенцијата за млади и спорт, конкретно Советот при Агенција за млади и спорт на последната редовна седница донесе два нови проекти како што е Олимписките младински надежи, кои што ќе има за цел да ги помага сите оние спортисти, особено во индивидуалниот спорт, кои што може да остварат некој резултат за да учествуваат на олимписка норма. Влагаме во еден процес на формирање и креирање на спортисти кои што за неколку години ќе може да допринесат и дадат соодветен инпут за спортот во Република Македонија. Првиот човек на ЦЕМС, Бојан Захариев, истакна дека ваквата кампања е предвидено да се одвива во повеќе градови во земјава во следниот период. Ќе помогнеме на спортистите во една кампања за да се инвестира во спортот, но и да се презентираат бенефициите од она што значи вложување во спортот и во младите. Како Центар за едукација имаме богата програма во таа насока и се надеваме дека ќе успееме да ги имплементираме сите активности и во летниот период, организајќи низа дебати и семинари, како и подоцнежниот период од септември натаму, каде што очекуваме конкретни резултати од оваа кампања за инвестирање во спортот. На настанот од страна на Центарот за едукација и менаџмент во спортот беа доделени и благодарници за заслужни компании и спортски работници за унапредување на спортската област. Бизнисменот и собственик на ракометниот клуб Eurofarm Силјан Мицевски, кој доби признание за посебни заслуги и вложување во спортот во Македонија, за еден ТВ изјави дека е задоволен што конечно во Македонија работите во спортот почнале да одат во нагорна линија. Ваквите состаноци се предвидени да се преселат од општина во општина и сите да можат да се ги постават своите проблеми за да се добие разрешница на тие проблеми кои ги тиштат спортските работници и спортските клубови. Мора да се напомени еден факт што за прв пат владата сериозно работи на финансирањето на клубовите по пат на доделување на овие ваучери. До сега бевме оставени сами, да кажам, на себе, само на фирмите кои сакаат да дадат допринос во развојот на спортот. Сега на овој начин изворите се поголеми и можностите за поголеми резултати се во секој случај поголеми. Јас се надевам дека ваквите средби во иднина ќе дадат резултати и во секој случај поддржувам едни вакви теми какви што се од важност на спортските клубови и поготово спортистите. Сите учесници на денешната дебата беа согласни дека и државата и приватниот сектор треба взаемно да работат на создавање што попозитивна клима за развој на спортот, особено за младите во Македонија.